Одгледувањето на сливи во Окочанскиот крај е речиси неактивно, а причините според жителите на ова поднебје се многу. Ја продаваме килограм по килограм и тоа за 30 денари, колку да не се исплати бербата, а одгледувањето на оваа земјоделска култура започнува од зимо и се работи дури да ги донесеме на пазарите за продажба, истакнаа земјоделците пред камерите на Имнет телевизија. Продаваме сина слива, Стенлей. Многу тешко оде продажбата. Нема откуп никаде и така мачиме се кило по кило да продадеме. По која цена? Па продавам ја по 30 денара како да си платам брањето. Дали вие произведувате? Да, моја. Јас сум од Тркањец. Колку е тешко да се произведе? Па почињам да работам од зимото до сега и на крај кога треба пари да земам, не можам да земам пари. Затоа што нема кој да откупи. У Македонија никој не откупува сина слива. Никој не е заинтересиран за неа. Потребно е редовно прскање, за да сливата остане заштитена од разни болести и инсекти, кои знаат да ја нападнат, истакнаа тие. А другото што го тежнува самиот процес е кроењето и орањето, кој се дополнителен трошок врз грбот на земјоделецот. Да, обавезно. Со што е прскате? Па инсектициди, нешто за одмонилија, за други болести што ја напаѓат, има кроење, орање, се иде на трошокот на грбо, а на крај кога треба пари да земеш, не можеш да ги земеш. Зашо може да се користи сливата? Па за мармалади, за сладко, за јадење. Така. Колку е здрава од аспект невен за користење како вошка? Па да ти кажем, она е базата на сите мармалади и джемови што ги прават. Значи треба да има за неа најголем пласман, за жал не. Се занимаваме и со лозарство, но веќе и таму немаме заработувачка, а тоа е доволен факт што укажува за исилувањето и миграцијата од страна на младите за надвор од границите. Па занимава се лозарство и нешто други таму. Дефинитивно најглавно. Никаде, ништо, за ништо не можеш да. Можеш се да го произведеш, да уложиш, а ништо не можеш да продадеш. Нема што да продадеш и нема на кој. Па и светот нема поглед. И сега ќе идеш по пазарот ќе видиш дека нема 10 души млади. Бар на твоја возраст. Инаку, на втората седница на владата Министерството за земјоделие направи промена за постоечката програма. Министерството ослободи 10 милиони евра за субвенции, пари за субвенции со кои што ги исплатија земјоделците. Она што дополнително тие обезбедија се нови 1.250 милиони денари, кои исто така во наредниот период ќе бидат исплатени кон сите категории на земјоделци.